Загина пешак, страотна сообраќајка, жртви и повредени. Вакви информации постојано сретнуваме во полициските билтени. Македонија е една од земјите со висок процент на смртност во сообраќајки. Секоја година во просек по 150 луѓе ги губат животите на македонските патишта. Причина, како што наведуваат експертите, е лошата инфраструктура, долгите санации, несовесното возење и несоодветната сигнализација. Статистиката која ја направија од Сдруженијето Медиум покажува дека за период од 10 години, од 2012 до 2022 година, во сообраќајни несреќи животот го загубиле 1558 лица, а 66.517 биле повредени. Според првиот човек на Медиум, Игор Митрески, овие бројки треба да представуваат аларм за државата превземе нешто. Но тоа не треба да го направи само преку казни кои ќе паѓаат на грбот на граѓаните, туку и со подобрување на сообраќајната инфраструктура. Ние имавме една добра мерка која што се нарекуваше негативни поени во минатото и таа европска практика и многу држави ја користат. За жал кај нас беше исфрлена и сметаме дека е добра и би требало да се врати. За жал Македонија нема регистар за сообраќајни незгоди и не може да се направат подетални анализи за тоа кои се најпроблематични точки во Македонија. Митрески порачува дека потребна е засилена контрола која ќе испитува во какви услови се градат патиштата и дали се запазуваат потребните стандарди за градба. Како пример го посочува патот Подмонје Охрид, каде во последниве години честопати имаше фатални сообраќајки. Митрески ги спомена и примерите со Ласкарци и Струма, во кој животот го загубија 62 лица. Овие две сообраќајни несреќи, Ласкарци во кој животот го изгубија 16 наши сограѓани и сообраќајната несреќа на автопатот Струма во Бугарија во кој животот го изгубија 46 наши сограѓани, се најголемите сообраќајни несреќи не само во Македонија, туку и во Европа. Меѓутоа, за жал, констатираме дека имавме недобра правна завршница. Се гине и во Европа, но за разлика од кај нас, таму жртвите може да се избројат на прсти, со оглед на тоа што најголем дел од европските земји имаат едни од најбезбедните патишта според анализите на Европската комисија. Според Митрески, освен патиштата во Македонија, причина за незгодите се и недоволно обележаните сообраќајници, кои предизвикуваат забуна кај одредени возачи, особено туристите, кои често грешат и ги доведуваат и своите, но и животите на другите учесници во сообраќајот во опасност.